Почитувани, добар ден. Ги следите вестите на Канал 8. Кандидатите од листата за советници на коалицијата предводена од СДСМ на пресконференција што ја организираа во средата го критикуваа непотизмот и непрофесионалното работење на локалната самоуправа на Кочани. Беше потенцирано дека во општината се вработиле лица кои се во блиски роднински односи со партиски структури на ВМРО-ДПМНЕ. Зградата на локалната самоуправа на општина Кочани е претворена во семејна зграда на раководството на ВМРО-ДПМНЕ, во која има вработено блиски роднини, рече Сашко Стефановски, кандидат од листата за советници на коалицијата предводена од СДСМ. На пресконференцијата што се одржа пред општинската зграда, тој потенцираше дека поради непотизмот на локалната власт, дел од вработените наместо да работат ефикасно и одговорно, работното време го трошат неефективно и за лични потреби. Во оваа зграда може да се сретнат сопруги и сопрузи, татковци и деца, свекори и снаи и сите други форми на крвно сродство или сватовство. Состојбата не е ништо подобра ниту во училиштата, градинките и комуналното предпријатие. Канцелариите во кои што треба да им се пружаат услуги на граѓаните се претворени во чајджилници, пушални и салони за разубавување. Со парите од општинскиот буџет срекните семејства вработени во оваа зграда си прават турнеи по Хрватското приморје и далечниот исток. Си доделуваат награди, унапредување за повисоки плати. Многу често паузите траат повеќе од ефективното работно време. Решавањето на вашите проблеми е во рацете на некадарни и неодговорни галеничиња. И на кого да се пожалите? На свекорот од снајата, на таткото од керката или на сопругот од сопругата. Стефановски рече дека е време да се стави крај на таквото расипничко работење и вработување по роднинска линија, бидејќи се трошат парите и времето на граѓаните. Вие заслужувате локална самоуправа која ќе биде сервис на граѓаните, бидејќи таа функционира од вашите пари. Во оваа институција треба да работат вредни, честни и професионални кадри за кои граѓанинот ќе биде пред се и над се. Вие заслужувате подобар културен живот и подобро организирано време во образовните установи. Вие заслужувате побрзо и ефикасно решавање на комуналните проблеми. Вие заслужувате подобар живот овде во Кочани. На крајот од обраќањето до јавноста, Стефановски ги повика гласачите да дадат подршка на листата за советници на коалицијата предводена од СДСМ. Кандидатите од листата за советници на коалицијата предводена од СДСМ попладнето организираа уште една пресконференција, на која беше речено дека новата локална власт ќе работи поинаку од досегашната. Главна задача за нив ќе биде Кочани да стане општина за пример во целата држава. Во политиката и политичката кампања се е можно, но ние ја покажавме нашата политичка култура на повисоко рамниште, без говор на омраза, дискриминација, омаловажување и дискредитација. Ветивме дека ќе се однесуваме коректно кон политичките противници, со респект кон нивните ставови, а дека кампањата ќе ја насочиме кон потребите и проблемите на граѓаните, без да водиме висока политика, беше речено на пресконференцијата на листата за советници на коалицијата на СДСМ. При што беше нагласено дека оно што било ветено во кампањата е испочитувано во досегашното однесување. Резултатите од овие избори ќе покажат колков дел од граѓаните на општина Кочани се за суштински промени на состојбите, за подобро утре за себе и за едните генерации на овој град. Во тој контекст се обврзуваме дека Кочани ќе го вратиме на вас, на граѓаните. Ќе работиме заедно за остварување на потребите на сите граѓани. Ќе внесеме нов дух во развојот и на односите во општината. Кочани ќе биде пример на отворена и транспарентна општина. Општина во која нема да има поделби по ниеден основ, општина во која ќе се обезбедат услови подеднакво за сите, за градот и за населените места. Вашите идеи, почитувани сограѓани, ќе бидат наша обврска. Ќе вратиме мокта
на местните и урбаните заедници. Ќе ги поддржиме стопанствениците кои 27 години го крепеа Кочани во неговиот развој. И го намалиме сообраќајниот метеж и урбаниот хаос во градот. Ние, советниците и нашиот градоначалник, ќе направиме од Кочани поуреден и најубав град со уредени паркови и многу зелени површини. На пресконференцијата беше речено дека новата локална власт нема да работи како досегашната. Нема да се ставиме и нема да дозволиме заедно со градоначалникот да не зафати машинеријата на наместени јавни набавки за улици и тротоари, за измислени градежни маркички за транспортот на учениците. Нема да дозволиме мнозинството граѓани да мислат дека корупцијата и непотизмот е нормална појава и дел од владењето, особено на локално ниво. Најодговорно ќе се бориме против таквата злоупотреба на парите на граѓаните, против корупцијата како дел од нашиот менталитет. Ако тоа не го направиме, џабе ни е нов градоначалник и советници. Ние ве уверуваме, почитувани сограѓани, дека со сите сили ќе се бориме против таквите појави во општината. За натамошниот успешен развој на општината ни е потребен човек, докажан со своите менаџерски способности, наоружан со идеи и визии за развојот на општината, со широки и далекосежни погледи на стварноста и перспективите на општина Кочани. Имаме ли ние таков човек? Да, имаме. Тоа е Николчо Илиев, нашиот кандидат за градоначалник. Да му дадеме шанса на 15 октомври, како што се вгради во својата компанија, која е една од 200 најуспешни компании во Републиката и една од двете најуспешни во источниот регион, така и да се вгради со својот капацитет, интегритет и знаење и во натамошниот развој на општината, која сигурни сме ќе направи поразвиена и препознатлива во целата наша република и пошироко. На пресконференцијата беше упатен повик граѓаните сами да оценат, според своите собствени вредносни критериуми, кому за овие локални избори ќе му го дадат својот глас. Од независната листа за советници упатија повик до носителите од другите две листи за организирање и учество во дебата. Исто така, на пресконференција представија дел од досегашните активности во предизборната кампања, во кои доминирале директните контакти со граѓаните и запознавање со приоритетните проблеми што тие ги имаат. Очигледна е потребата од јавна дебата на носителите на листите за советници во општина Кочани, за да можат гласачите да добијат подобри информации за што се залагаат тие во своите предизборни програми. Повикот го упати носителот на независната листа за советници Венко Крстевски, при што рече дека очекува позитивна реакција од своите политички опоненти. Користам оваа прилика да ги повикам јавно носителите на политичките партии на советничките листи да изберат време и место за дебата каде што ќе ги судриме нашите аргументи, заложби и идеи, да покажеме повисоко ниво на демократски капацитет, а јавноста да има можност за поквалитетен суд за следните локални избори. Се надевам дека поканата ќе ја прифати барем еден, а очекувам да бидат и двајцата, со помош на вас медиумите и да го организираме овој настан. Независната листа за советници на носител Венко Крстевски одржа и пресконференција на која представи дел од своите активности во рамки на предизборната кампања. При тоа беше речено дека во општина Кочани постои младински совет, но досега тој воопшто не бил активен. Изминатите денови креиравме настани од повеќе области, кои поминаа со одлична оценка од страна на нашите граѓани. Иако финансиски не толку мокни, сепак со добра организација докажавме дека финансиите не се клучна цел во креирањето на настани. Денес се наоѓаме во градскиот пазар на Кочани, каде што поставуваме штанд на кој ќе ги промовираме нашите идеи, разменување на мислења и примање на сугестии од нашите граѓани за конкретните работи што ги засегаат. Во текот на вчерашниот и преходните денови остваривме средба со многу луѓе
спроведовме акција во која наши членови од независната листа на советници со велосипеди ги посетија населбите Оризари, Прибачево и Грдовци да разговараат на лице место за идеите, заложбите и проблемите кои ги засегаат овие жители на нашата општина. Мишовски додаде дека срамота е во 21. век да не се решени основните потреби на граѓаните, како што е водоснабдувањето или изградбата на канализација. Од средбите со граѓаните, кандидатите од независната листа за советници добиле предлози и идеи што се приоритети за решавање, а за што беше ветено дека по конституирањето на Советот на општината тие ќе се залагаат за реализација во практика. Одбележувањето на 11 октомври, денот на македонското востание, го искористија и кандидатите за градоначалници на Кочани, за да им одадат почит на борците за слобода. На споменобележијата тие положија букети, свежо цвеќе и упатија честитки по повод празникот. Партиски делегации на коалициите на ВМРО ДПМН и на СДСМ во придружба на кандидатите за советници и за градоначалник на Кочани присуствуваа на свеченоста по повод празникот 11 октомври, што се одржа на споменикот на слободата. При тоа со положување свежо цвеќе им оддадоа почит на борците за слобода на Македонија. Од споменикот на слободата да упатам честитка уште еднаш до сите наши сограѓани, до сите државјани, до сите македонци во Република Македонија за по повод денот на востанието 11 октомври. Ние како општина сме должни да ги почитуваме и како граѓани сме должни да ги почитуваме нашите предци, нашите борци кои што заеднички со другите народи, народности кои што живеат во Република Македонија ја извојуваа слободата, односно ја извојуваа борбата против фашизмот. Уште еднаш честитки и до сите граѓани на Република Македонија. Значењето на овој празник е големо поради борбата против идеологијата што ги газеше и негираше сите општо цивилизацијски и демократски вредности, борбата против фашизмот. Овде, на грандиозниот споменик на слободата, им оддаваме почит на сите жртви за слободата на Македонија. Овде, од најголемиот мозаичен споменик во Европа, истовремено повикуваме ова зло никогаш да не се повтори. Да надвладее разумот, да живееме во слобода, правда и солидарност. Истовремено повикуваме споменикот на слободата да го претвориме во место за културна афирмација на Кочани и да биде пристојно место каде што и идните генерации ќе можат да одадат достојна почит на луѓето кои ги дадоа своите животи за слобода на Македонија. Освен на споменикот на слободата, кандидатите од листата за советници на коалицијата предводена од СДСМ и кандидатот за градоначалник Илиев по повод празникот 11 октомври положија свежо цвеќе во паркот на Револуцијата. При тоа оддадоа едноминутна почит пред спомен бистите на првоборците Лјупчо Сантов и Раде Кратовче. Друженијето на граѓани Јосип Броз Тито од Кочани по повод одбележувањето на 11 октомври, денот на македонското востание, со положување цвеќе им оддадоа почит на паднатите борци. Свежо цвеќе на споменикот на слободата положија и членовите на Сојузот на Сдруженијата на борците. Членовите на Сдруженијето на граѓани Јосип Броз Тито од Кочани по повод одбележување на 11 октомври, денот на востанието на Република Македонија, положија цвеќе на бистите на правоборците Лјупчо Сантов и Раде Кратовче во паркот на Револуцијата и на бистата на председателот на Крушевската република Никола Карев. Овој ден е многу значаен, најзначаен, бидејќи тогаш пукнаа првите македонски пушки во Македонија, во Прилеп и во Куманово, а во останатите републики во Југославија тие кренаа порано востание, така во Србија на 7 јули, во Црна Гора на 13 јули, во Хрватска на 22 јули, во Словенија и Босна и Херцеговина 27 јули. И тоа се значајни денови од историјата на југословенските народи. По тој повод ние како здружение дојдовме да ја оддадеме почит на тие наши паднати борци кои што ги дадоа своите животи за слободата
на оваа Македонија во која ние живееме, а која порано беше дел од Социјалистичка Федеративна Република Југославија. Вечна им слава и фала им. Свежо цвеќе на споменикот на слободата положија членовите на Сојузот на Сдруженијата на борците на Македонија. Од споменикот на слободата Локобије во Кочани, Сојузот на Сдруженијата на борците на Република Македонија и продолжувачите на традициите од НОБ упатуваат искрени честитки по повод 11 октомври, денот на востанието на македонскиот народ. Како и сите граѓани и ние секоја година го чествуваме овој празник, закитувајќи ги спомениците на нашите борци со свежо цвеќе. Празнувањето на големите датуми, оддавањето чест на сите наши предходници вградени во државноста и во слободата на Република Македонија е само еден дел од нашата должност. Придобивките од народно-ослободителната борба не обврзуваат сите да продолжиме да ја градиме нашата Македонија како современа, демократска и правна држава, во која секој граѓанин ќе има еднакви можности за живот, беше речено на одбележувањето на празникот. Распишан е тендерот за изградба и реконструкција на водоводната мрежа во Виница. Според проектот, предвидено е да се реализира втората фаза од овој значаен комунален проект за виничани. Министерството за транспорт и врски распиша тендер за изградба и реконструкција на водоводната мрежа во Виница. Станува збор за комунален проект кој е од особено значење за жителите на оваа општина. Имено, според проектот, во Виница е предвидено да се реализира втората фаза од изградбата и реконструкцијата на водоводната мрежа во градот. Од државниот буџет ќе се обезбедат над 12 милиони денари за реализација на овој проект. Втората фаза следува откако општината го реализираше првиот дел од овој проект, со кој се реконструира 4367 метри водоводна мрежа, со што беа заменети старите азбестни цевки од водоводната мрежа со нови полиетиленски. Заинтересираните градежни компании имаат рок до 2 ноември да ги достават своите понуди за учество на тендерот до Министерството за транспорт и врски. Целиот зафат се предвидува да се заврши најдоцна за 8 месеци. И уште една информација од областа на културата. Заврши одбележувањето на неделата на детето во Кочани. Библиотеката Искра продолжува со реализација на програмата Книгата патува во домот на секое дете. Со цел да се афирмираат детските права и со цел да се зголеми свесноста кај децата за правото на образование, правото на нивно слободно изразување, правото на активна вклученост во креирањето на културниот живот во заедницата, како и зголемување на знаењата за заштита од секаков вид на дискриминација и насилство, Библиотеката Искра од Кочани со низа активности ја одбележа неделата на детето за 2017 година. Во реализацијата на креативно-едукативната работилница на тема "Јас ги познавам своите права", учествуваат дечиња од големите групи од сите 4 клона на детската градинка Павелина Велјанова, како и клонот на градинката во населбата Оризари. Неделата на детето беше повод да се актуализираат детските права, но одговорноста за подршка на нивната реализација и заштита од нивна злоупотреба, како институции кои директно се поврзани со децата, ја носат во текот на целата година, истакна Магдалена Кочовска-Салтирова, координатор на проектот. Кочанската библиотека во рамките на активностите на неделата на детето се подготвува за бесплатно зачленување на децата од прво оделение од сите основни училишта во градот и населбата Оризари, со што се зголеми бројот на читателите, а децата од најрана возраст ќе бидат поблиску до книгата. Инаку, според Кочовска-Салтирова, библиотеката продолжува со реализација на програмата Книгата патува во домот на секое дете, која се спроведува втора година поред. Со цел да се мотивираат децата дел од своето слободно време да го поминуваат во читање книги и раскажување заеднички со своите родители, библиотеката подарува книга на најмладите, од која истите своите импресии и заклучоци можат преку цртеж да ги искажат на ликовните материјали кои им се обезбедени. Творбите од сите учесници ќе бидат поставени на изложба во библиотеката, што ќе биде отворена за сите граѓани на Кочани. Православните верници во сабота ќе го чествуваат празникот Покров на Пресвета Богородица. Слави и Кочанската црква, бидејќи крстилницата во храмот во Кочани е посветена на празникот.
Крстилницата во црквата Свети Великомаченик Ѓорѓе во Кочани го слави празникот на која е посветена покров на Пресвета Богородица. Свештениците најавуваат ден пред празникот се служи вечерна богослужба, а на самиот празник утрена богослужба и света златоустова литургија. Светата православна црква во сабота го чествува празникот Покров на Пресвета Богородица, а како што знаеме, крстилницата при храмот посветена на Светиот Великомаченик Ѓорѓе во Кочани посветена токму на овој ден. Па затоа по традиција како секоја година така и ова, утре со почеток во 16 часот ќе биде отслужено празнично вечерно богослужение, по кое традиционално на сите верници и на сите оние кои што ќе бидат присутни на богослужбата, ќе им биде поделено благословената вечера, а утре дента со почеток во 7 часот ќе има празнично утрено богослужение кој ќе продолжи со света божествена литургија исто така во крстилницата. Култот кон Пресвета Богородица е доста расширен меѓу кочанци, кои ја сметаат за покровителка и заштитничка на христијанскиот род. Настанот што црквата го споменува и празнува на 14 октомври го докажува неотстапното покровителство на Пресветата Дева над православните верници. Преку празнувањето на нејзиниот покров, верниците се подсетуваат на тој настан и нејзиното постојано покровителство над христијаните. Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме за вестите на Канал 8. Ви посекуваме пријатна вечер. Довидување.